Добро вече, драга македонска публико. Се наоѓаме во просториите на А1 и А2 телевизија. Од овде ќе се обидиме да ви ја прикажеме и пренесеме една културно-забавна едукативна емисија која ќе продере преку вашите екрани во кои вие бленете сега, ама ќе ви биде забавно и интересно, затоа ќе се потруди вашиот водител Жаре. 1 на 1, Ево уште едно издание 1 на 1. 1 на 1 на А2 телевизија. 1 на 1 А2. 1 на 1. Добре дојавте да ми правите друштво во моето еротско студио, да беше ова MTV Cribs, сигурно би рекол This is where the magic happens. За самиот почеток мораме да ги испочитуваме Прилепчани кои што ги направи овие прекрасни 80.000 сарми кои што не се сите тука, туку само 5-6 се тука ни ги испратија директно од Прилеп да ги пробаме. Јас сега ќе видам дали се вкусни. Сармичка. Дури уште се топли. Ама вајда ги ставиле од режија во микробрано, бидејќи тешко да се топли после 2 дена. Половна сарма, убавина. Првиот гостин го утепавме од барање, го бараме 3 недели, никако, ма какви 3 може и месец дена го бараме, никако да го добиеме и да дојде во емисија. Имаме... Ало? Ало, Горан? Да? Здраво, Жаре тука од телевизија од А1, сега во А2 сум. Па сакам да ми гостуваш во емисија, да ти кажам, нема да биде нешто многу сериозно. Жаре, слушај, извини. Во Њујорк сум, го чекаме, не ми тебе го излегува секој момент, мора да ти прекинам, ќе се чуеме пак. Абе, за емисија, абе. Шо е? Ало? Ало, Горан? Да? Жаре пак од А2. Пак ја за ова емисија што правиме нова на А2 за гостување. Слушај, не е проблем, ама сега сум во Вашингтон. Една недела и здравје тамо за 10 дена ќе се чуеме во Скопје. Да не трошиме телефон, нема смисла, ми кажат од плата више 5 месеци по 10.000 денари. Ќе се чуеме ќе се врата, молим те да не трошам телефон. Ајде, важи. Третото слушајте. Да, крателе од плата. Ало? Горан, здраво, Жаре од А2 за емисија, ќе дојдеш ли или не доаѓаш сега? Жаре, извини, сум во полициска станица во Грција, во Лерин овде и стварно не можам да зборам, не ми дава да... Оти телефон, оти! Еј, Жаре, не можам да зборам, стварно, во станица сме, у станица сме, не можам да зборам, се чуеме, поздрав сега, поздрав, чао, Жаре, ајде. У станица лаже 100% дека у станица не му сиде. Дури можам да кажам, се гордам на некој начин со тоа што сум еден од ретките македонски новинари што е постојано присутен во грчките медиуми. Јас имам неделно еднашка, 2 пати, некојаш 3 пати интервјуа телефонски, овдека грчките екипи земаат изјави од мене како познавач на спорот за името, нели? И тоа е добра прилика да се представи Македонија, значи јас го кажам своето мислење, меѓутоа на некој начин сакам да им кажам на грчките граѓани како ние овде размислуваме. Тоа е еден од проблемите на спорот. Да речам од женскиот пол, грчки колешки сакаат да се дружат со мене затоа што мислат дека сум во контакт со со Никола Димитров, се извинувам, што е многу битна информација. Значи, многу луѓе ме прашуваат за него, сакаат да седнат да разговараат неформално. Види, покрај Василакис и Нивиц, ја мислам дека кој да дојде ќе биде како Бред Пит, ама ајде, окей. Сега треба да ви го најавам следниот мој гостин, станува збор за најдобриот бугарски диџеј Владимир Блажев. Ве мола музика, also known as Pancho, a.k.a. DJ Shorty P, a.k.a. DNK, a.k.a. Па, добро, всички сме добри. Всички сме овде. Какво мнение имаш за Горан Момировски? Горан Момировски? Да не доаѓа в Бугарија, виш. Така. Раскрстивте, а? Готово. Панчове. Да не ти пуштам фајлови сега и тебе што те снимам, ама со тебе експлицитни се разговорите. Да. Имам многу Жаре, не можам ти сега да дојдам у тит, матер тит. У питку, па ти треба да речеш, а не така. Ако ме прашаш да испеам, не го знам текстот, така се вера. Веруј ми. Абе, ја имам па многу добре му, ја па го знам. Стварно? Да, би... Не, да ми кажеш, ти јас ќе го спремев. Ако може, еден дел пуштете ми... Да изрецитираш? Да видам кога се сеќавам на песна. Било кој дел нешто пуштете ми. Мислам дека тегла го монтираш. Не бе, ја знам, чекай. Дај ми оваа камера. Значи ти си најдобродушна девојка меѓу сите жени, сепак правиш апар многу бени ми се бува. Јас морам да се расправам со различни селјани. Со секој хош тапеш со туки то покрај дење. Се дишава кога настапуваме со стариот албум
на ДНК, сега ги редуцираме малце на стапите, но не бараат у моментов доста и кога рокаме нешто од стариот албум, му викам Јана, брат, текстот не го знам, и микрофонот тука и тера плейбек. Ти си исто еден од оние кои се вистински хип-хопери, го живееш хип-хопот. Буквално ти си еден од единствените, еден од малкумината кои што имаат и хидраулика поставено во својата кола, нели? Дефинитивно. И ние те снимивме, те фативме сосем случајно. Беше нешто расправија некоја со друг еден шофер, јас не знам, не присуствувам на настанот, ама Често ми се случува тоа. така. Да, Многу препознатлива кола е, многу препознатлива, одлична музика пичамо таму. како и секогаш. Дефинитивно. Ова е нешто што сршта на хип-хопа, не е она вистинскиот хип-хоп, од страна. Модификации. Dobra lova, brza kola, ribe oko stola. Вака е секоја вечер. Секоја вечер дефинитивно. I dreamt I was asleep in the street and a young man came. He was tall and strong and he was so mean to me. It was wonderful.